Во следните минути посветуваме внимание на една од најзначајните литературни манифестации во Македонија, затоа што денеска започнува 15-тото издание на поетски слем во Македонија. Дознаваме многу детали околу самата програма, затоа што трае до 12 октомври. Меѓутоа, некако за овогодишното издание најбогата програма. За сето тоа ни гостува Елена Пренџова, која што е дел од организацијата. Па, добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро. Елена, ајде накратко околу историјата на поетски слем како манифестација и каков траен белек остава поетски слем изминативе 15 години. Така, како и секоја манифестација во уметноста, поетски слем почна сосема наивно и ентузијастички. Се направи прв пат пред 15 години од страна на Игор Трпчевски и Катарина Батаклиева. Тие го организираа првиот национален, тоест првиот слем и единствен слем во Македонија што тогаш се случи, и потоа продолживме јас и Игор да соработуваме веќе 15 години. Пред 10 години се вмрежавме со Европската слем организација и со тоа и со Светската слем организација, кога таа организација прерасна во светско ниво и почнавме да соработуваме на тој начин што секоја година испраќаме наш национален представник, односно представничка на Европското слем првенство, кое што потоа, ако победи, се пласира и за светското, за настап на светското. Денеска официјално започнува овогодишното издание, па за првиот ден на репертоар имате поетски двобој со Изенин и Мајаковски, како и промоција на преводи на Славе Ѓорго Димовски, така што навистина од ова значи дека во наредните денови ќе имате полна агенда. Меѓутоа, во кое темпо продолжувате, ако може да ни откриете, и што е она што ќе го има и во останатите денови? Така, значи да се надоврзам на претходното прашање, тоа што почна како еден настан, едновечерен настан на избирање на победник во слем поезија, прерасна во цела културно-уметничка манифестација, првенствено книжевна. Значи, како што напоменавте, вечерва почнува 4-дневниот фестивал Поетри слем Македонија со изложба, инсталација и со промоција на преводите на Славе Ѓорго Димовски, на Есенин и на Мајаковски. Потоа продолжуваме, ја морам да се консултирам со богатата програма, потоа продолжуваме утре, каде што во 18 часот ќе има еден слем караван во режија на Игор Трпчевски. Таму сите учесници и сите намерници се добредојдени на отворен микрофон да го кажат она што сакаат да го кажат, нели, секако тоа да комуницира со жанрот поезија, односно слем интерпретација. И потоа продолжуваме кон киното Мистон, каде што е првата полуфинална вечер. Ова е новина од оваа година, значи до сега имавме само една вечер на која што избиравме национален победник, односно победничка, меѓутоа поради големата заинтересираност почнавме да го правиме слемот во изборот, односно во две вечери, во полуфинална и финална вечер. Финалната вечер ќе се случи во сабота. Сабота е најинтензитетниот ден, затоа што има целодневна програма. Започнуваме на Пладне, каде што ќе имам работилница и промоција на книгата за креативно читање и креативно пишување "Еден маж и една жена" или "Како љубовта раздвојува светови". Тоа ќе биде интерактивна промоција на која што посетителите ќе можат и креативно да читаат, значи заедно да интерпретираме поезија и да напишат нешто свое. Продолжуваме во слем кафе со диџеј Old School селектор. Ќе има промоција на Оливера Андоноска, која што ја доби наградата Анте во Перо оваа година. Продолжуваме со друга промоција на збирката поезија на Ѓоко Здравески. Ќе го имаме специјалниот гостин. Оваа традиција ја почнавме од лани. Првата наша гостинка од странство беше Шенон Саливан од Америка, која што живее моментално во Германија. Оваа година ќе биде Кевин Амсе од Белгија, подоцна може и нешто повеќе да ви кажам за него. Потоа имаме финалната вечер во неочекување, нели, да го избереме националниот представник, односно представничка. И многу интересно, потоа имаме концерт на Пијан Славеј и завршуваме со литургија во манастирот Трескавец во недела и со поетско читање таму, затоа што сметаме дека Трескавец е еден од
многу значајните места во Македонија, не само локално, нели во Прилеп, како што знаете и пред дождот е снимен на таа локација, така што ете сакаме сите што доаѓаат да ги однесеме и на тоа место. место. Ќе има и надополнување на поетскиот дел со визуелна уметност. Така, тоа е многу интересно. Нели почнавме со слем, па прераснавме во книжевна манифестација, продолжуваме со уметничка, нели книжевна уметничка културна манифестација. А слемот по дефиниција не како жанр, туку како уметност, е демократски и ангажиран. И на тој начин се поврзува со сите типови уметности кои што се демократски и ангажирани. Владимир Лукаш е уметник кој што не прави традиционална уметност, кој што има свој изразен, уникатен стил, интерактивен стил, така што нема да повеќе да откривам, меѓутоа и таа ќе биде некоја интерактивна изложба. За изненадување, така. Дефинитивно, навистина, многу богата програма. Се ова што ни кажавте, значи дека публиката ќе има можност во наредниве 4 дена да ужива во се што ви е подготвено. Меѓутоа, ајде и околу бројката на учесници, затоа што оваа година имате 30 од Македонија. Што укажува оваа бројка? Дали сте задоволни или па можеби тоа или пак се однесува дека и не сте ни очекувале волкав број пријавени? На почетокот не знаевме како ќе биде затоа што тоа беше новина, меѓутоа сега бројката од 30 е некоја стандардна бројка со која што флуктуираме повеќе или помалку, меѓутоа она што нас ни е драго е тоа што имаме луѓе кои што слемери кои што константно се пријавуваат и тие се нели нашите репери кои што треба да го држат нивото на поетри слемот во Македонија, меѓутоа секоја година исто толку има и нови кои што првпат се појавуваат. Овие луѓе нас многу ни значат затоа што значи дека преаснуваме во манифестација која што е отворена за сите и која што комуницира со сите луѓе, не само со оние кои што веќе ја знаат. Сепак мораме да имаме на ум два фактора. Тоа е факторот дека ова не е традиционално рецитирање и читање поезија, значи дека тие што се настапуваат, нели што се пријавуваат, треба да излезат надвор таа комфорна зона, дека ќе настапат на свој уникатен начин и дека никој друг нема да им помогне, ниту можат листот да го држат пред себе и да читаат. И вториот момент кој што исто така многу влијае на бројот на учесници е тоа дека е надпревар. Значи не е само нели поетски настан, туку е надпревар. Вие таму интерпретирате нешто, треба да понудите нешто и да добиете повратна реакција од публиката и од жирито кое што ве гласа. И тука е моментот на И што со победникот исто? Тоа можеме тука да одговориме? Така е, да, значи победникот се бира на тој начин. Добро. 5-члено жили, избрано од публиката, го бира победникот, што значи дека сите надпреварувачи нели ги гласа се гласани. И тој момент непосредно се избира, тоа е добро. Да, веднаш за после тоа, нивниот, веднаш после нивниот настап се И гласа. оди на некое друго првенство победникот по Така е, оди на Европското слем првенство. Таму учествуваат сите земји во Европа кои што имаат национална слем сцена и понатаму ако успее да се пласира меѓу првите, оди на светско првенство. Меѓутоа сакав да кажам дека тој момент на гласање за тој момент на гласање е потребна навистина голема храброст и отвореност кон критичкото мислење и прифаќање на различностите и на добронамерната критика, дека некој таму нели ќе ве бодува и ќе каже дали сте вие први, седми или последни. Така. Како овој фестивал ја промовира македонската поезија во Европа и во светот, со оглед на сите критериуми што веќе ни ги наброивте? Да, тоа е многу интересно. Поетри слем Македонија е првиот и единствениот, ако не фестивал, кој што е наменет за слем поезија, кој што е сосема различен тип на жанар од обичната класична, нели традиционална поезија. Струшките вечери на поезијата имаат обиди секогаш да поканат учесници, слем поети, учесници на нивната манифестација, но ние остануваме единствените кои што го промовираме овој жанар. Така што и нашите настапувачи, односно нашите победници одат на таков тип на фестивал. За жал, ние се уште немаме во рамките на традиционалните книжевни поетски манифестации, немаме катче, еден сектор за наменет за слем поезија, затоа што професионалните слем изведувачи всушност се како актери, тие имаат своја тезга и свој настап кој што може да трае и целовечерно. Така.
дефиле низ Прилеп и се разбира на крај една покана до нашите гледачи да бидат дел од манифестацијата која што започнува денеска. Да, така, значи убаво напоменавте, јас повторно ќе напоменам дека манифестацијата е децентрализирана, значи не се случува во Скопје, се случува во Прилеп, не случајно се случува околу 11 октомври, нели првите пушки Прилеп и Куманово, така што мислам веќе со години наназад не само прилепчани се публика на тој настан, секој од каде и да доаѓа, ние имаме настапувачи и од Охрид, и од Велес, од Битола, од Куманово, Тетово, носат своја публика во Прилеп, така што Прилеп ќе биде баш еден хаб на славењето, на прославата, на уметноста овој викенд со многу други придружни општински манифестации. Благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Посакувам убава манифестација, гледајќи ве и слушајќи со каков жар зборувате. Знам дека сте задоволни од тоа како помина до сега целата подготовка околу организацијата, па останува уште сега да се насладите во работата. Ајде така народски да кажеме во тоа што го подготвувавте изминативе месеци. Така ви благодарам многу. Благодариме и ние за гостувањето.